Здраво на сите, добре дојдовте во 14-тата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Грижата за менталното здравје е еден од најважните процеси во нашиот живот. Често пати знаеме да кажеме дека преку физичката активност полесно можеме да се ослободиме од некакви непријатни чувства и мисли. Па така може да заклучиме дека поврзаноста на менталното здравје и физичкото здравје е голема, а се разбира и многу важна. За физичкото здравје, спортската психологија, менталното здравје и спортот ќе зборуваме малку повеќе во оваа епизода. А пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да ве потсетам дека можете да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот го имате и во описот на оваа епизода. Исто така, нашите пријатели од Себе сложувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на Себе сложувалка добивате 15% попуст. А моја денешна гостинка е лиценцираниот спортски психолог Ева Барамачева. Ева, здраво, добро дојдовте во новата епизода, како сте? Здраво, одлично, ви благодарам за оваа покана и мило ми е што денеска ќе се дружиме заедно. На почеток, дали може да ни кажете од каде добивте инспирација да бидете токму спортски психолог? Да, како што ви напоменав, јас долги години бев професионален пливач, односно пливачка, и имав јас сама некои успони и падови во спортот. Многу долго време се мачев со таа спортска трема пред надпревар, што некако ми го намалуваше спортскиот перформанс, но имаше еден многу битен дел во мојата спортска кариера, тоа е кога имав една операција, значи имав голема повреда и мораше да се оперирам, но во меѓувреме изгубив многу битен член од фамилијата и некако сите тие емоции ми се поклопи, односно сите негативни емоции ме преовлада. Јас во тој момент сфатив дека не ми е доволна само мојата мајка да ми е еден вид на психолог, бидејќи она ми беше моја најголема поддршка. И си реков дека треба нешто да преземам, односно ми треба поголема помош и поголема поддршка, и тогаш некако почна во потрага по спортски психолог. Некако не ми беше таа потрага успешна и одлучив дека сакам јас да станам спортски психолог и да бидам јас таа личност што утре ќе им помогне на тие млади генерации барем полесно да се изборат со таа битка што имав јас. И оттаму некако почнува моето освестување, моето запознавање со спортската психологија, што значи, колку е битна, не само за спортскиот перформанс, нели, туку и за менталното здравје на спортистите. Мислам најбитно е од таму да тргнеме. И така почнува моето школување, да кажам. Што представува во суштина спортската психологија? Па спортската психологија, според мене вака најпросто кажано, е како една алатка што му помага на спортистот да биде најдобрата верзија од себе си. Односно, го учи спортистот како да го даде максимумот во одреден момент. Например, за мене тоа беше многу тешко, бидејќи јас ќе тренирав, ќе се спремав физички многу долго време, но кога ќе дојдеше моментот да го дадам максимумот, бидејќи многу емоции имаше во мене, многу голема трема, многу несигурност, не можев тоа да го направам. Сега веќе кога станав спортски психолог, сфатив дека работата на спортскиот психолог е огромна, е многу широка, да кажам. Значи, прво почнуваме со работа на самодовербата. Работа на мотивацијата, односно колку е битно еден спортист да го издржи и самиот тренажен процес, бидејќи тоа е многу захтевен физички, но емотивно. Исто така се учи на одредени техники на self-talk, ние што го викаме, а тоа е како еден спортист сам во неговиот мозок со одредени реченици да си помогне самиот на себе. Исто така, нели ја кажав и мотивацијата, како за на тренажен процес, така и на надпревар, како да се намали онаа трема со одредени техники, например на дишење. Така да можам да ви кажам дека спортската психологија како гранка е огромна. Да, тоа баш наредно сакав да ве прашам како изгледа процесот на рушење, условно кажено, на трема пред надпревар на некој спортист. Да, па тоа знаете зависи. Например, во индивидуалниот спорт е некако поинаку, бидејќи спортистот пред се треба сам на себе да си помогне. Во тие групните спортови гледам дека многу, нели, тимот си помага како една целина. Внатре сите членови си помагаат еден на друг,
Или нормално ако имаме добра, да речам, меѓусебна соработка, но јас бидејќи доаѓам од индивидуален спорт и сега сите мои клиенти повеќе ми доаѓаат од индивидуални спортови, сваќам дека треба да го научиме спортистот како да се потпре самиот на себе. Например, некои сакаат да употребуваат техники за дишење. Јас, например, некогаш можам да кажам и малку им ги форсирам, бидејќи ми е многу битно да го намалат дишењето, да ги намалиме, нели, физичките реакции, а потоа да се фокусираме на умствените процеси. Така да јас тргам со дишење. Има многу спортисти што сакаат, например, и соработуваат со мене и употребуваме self-talk, например, тие кратки реченички или само избор е сосема доволно чисто за, например, да почне трката, да почне мечот, за време на мечот или на трката ако падне мотивацијата, како они што би рекле да се хајпнат и да се вратат, нели, во мечот или во надпреварот. И тоа се некои делови што им ги давам за самиот, да речеме, почеток. Да, а потоа, например, некои спортисти понатаму во текот на мечот и во надпреварот си продолжуваат со овие фрази. Дишењето, можам да кажам дека ако мечот, нели, сега се убрзи се, не можеме да го внимаваме. Но затоа сите техники поврзани со спортската психологија е многу битно да ги правиме, нели, за време на тренингот. А колку во Македонија се практикува спортски психолог по надпревари, без разлика дали индивидуален или тимски спорт? До сега не знам, не сум слушнала, па така чисто ме интересира дали се практикува. Па мислам дека почнува да се практикува, што е многу битно. Сега јас, како што ви кажав, сите спортисти што работат со мене, нормално јас работам на индивидуално ниво. Да. Иако доаѓаат, да речеме, и од групен спорт. Сега се уште има многу спортисти што се срамат, нели, знаеме дека малце спортистите и нивното его е големиот проблем тука, па многу од нив не сакаат, например, да нивните, например, членови од тимот или пак противници да знаат дека работат со психолог, зашто најчесто, нели, мислат дека не се ментално многу стабилни, но апсолутно нема врска. Се уште никој не побарал од спортистите да одам со нив на надпревар. Сум била добро еднаш, два пати, но не им е комфорно. Се уште повеќе се покомфорни да работам со нив на тренинзи. И според мене тоа е побитно. Ако пак ви кажав, сите алатки ние ги прифатиме, односно ги прифати спортистот, ја што му ги задавам, и ги научи за време на тренингот, после е многу полесно сам да ги аплицира за време на меч. Може ли да ни објасните како физичката активност и спортот влијае врз телото? Како влијае? Да. Според мене ќе ви кажам секако. И физички, и ментално влијае. Нели сега сите ние знаеме дека спортот и спортската активност пред се влијае многу добро на нашето тело, односно физички. Знаеме дека сите што се бават со спорт имаат физичка активност, е многу, да кажам, физички поздрави. Имаме подобра работа на срце, нели имаме спречување на респираторни системи, исто така обезност, така и младите е многу намалена. Сакам да кажам, некако луѓето што практикуваат физичка активност многу подобро се чувствуваат во сопственото тело и некако тоа подобро работи за нив. Најпросто, вака кажано, сите да не разберат. Сега кога доаѓа менталното здравје, исто така има спортот и физичката активност голем придонес, а тоа е дека, мислам дека нели сите знаеме, нели кога сме физички активни, тој хормон на среќа, допаминот и ендорфинот расте. И најчесто тие што практикуваат константна физичка активност, после вежбањето одма ги чувствуваат и ефекти на убаво расположение, на благосостојба, така натаму. Исто така, веќе кога зборуваме малку, кога навлегуваме во мозокот, можам да кажам дека, например, луѓето што се физички активни и се физички спремни, имаат повеќе неврони им се лачат во мозокот, така можам да кажам, во хипокампусот, и тие имаат подобра меморија и многу полесно учат нови работи. Па, например, јас како спортист тоа го приметив уште во основа. Например, јас ќе одам на тренинг, нели, ќе се извежбам, ќе се испливам, ќе дојдам дома и навистина лекциите ги учам многу побрзо него ако не сум била на тренинг. Тоа е многу битно. Исто така, многу интересен факт е што има една сива материја во мозокот. Таа се развива, например, исто поготово кај децата, и таа е заслужна за онаа мотивација за завршување на врските,
Тоа е исто така еден многу интересен Да, податок. да. Дали има некакви разлики во тоа како спортот влијае врз менталното здравје кај мажите и кај жените? Знаете како, ова според мене е малце комплексно прашање, зашто мене ако ме прашате, реално мислам дека до некаде нема, горе-доле исто, но ако се замислам да речеме, нели сега машките и женските ние се разликуваме. Пред се хормонално, физички, секако. Сега, пак според мене ќе ви кажам дека во тие моменти, нели, ние што сме еднаш во месецот во период на циклус, мислам дека физичката активност многу помага во менаџмент на тој хормонален дисбаланс. Например, болките се многу помали ако сме во константен физички напор, емоциите ние како женски знаеме подобро да ги регулираме, да ги канализираме. А од друга страна, пак и машките, мислам дека тоа е многу битно, зашто они, знаете, ја трошат енергијата кога вежбаат и многу полесно добиваат една самоконтрола, да кажам. Немаат гнев. Нели, машките, поготово тинеџерите, знаат да се многу избувливи. Да. Не знаат да ги канализираат тие негативните емоции, па мислам дека им помага можеби во тој дел. Да. Ги споменавме и децата. Колку е важно да се започне физичка активност уште од мали нозе? Па според мене, мислам дека тоа е најважно. Јас како дете спортист почнав од 4 години да тренирам пливање и тоа, замислете зашто се плашев од вода. Значи, да, немаше никаква поврзаност со тоа дека јас сакам да почнам да пливам. Да, некако со мојата мајка, она ме мотивираше, чисто за да можеме да отидеме на одмор, не ради нешто друго. Да, и почнав да пливам на 4 годишна возраст, 4,5, така. И јас сватив дека, знаете, на детето тоа му е како еден вид после на уврска. Сам си го става детето, само си го става како вид на уврска, како морам да одам во школа, морам да одам и на тренинг. Но после некое време, кога ни станува навика, ние стануваме и свесни колку е добро тоа за нас. Така да верувам дека за да ни стане навика, што порано, тоа подобро. Но искрено гледам дека и сега многу нови родители некако ги мотивираат нивните деца од најмлада возраст да почнат со спорт и затоа морам да ги пофалам и мислам дека навистина е многу битно. Дали се практикува и колку е важно според вас да се практикува психолошкиот пристап кај деца кои што активни во спорт, кои што одат понад превари, по различни случувања, да се почувствуваат мотивирани, да имаат поголема самодоверба. Иако мислам дека кај децата тој момент на компетитивност е искрен, тие не знаат баш да гледаат со очи како на возрастен, туку имаме момент како детски. Колку е важно да има психолог покрај нив и да се работи на тоа уште од мали нозе? Па децата на почеток додека се мали, они немаат трема. Значи немаат развиено капацитет да имаат трема и да се стресирани, да речеме, како ние возрастните. Значи они одат, уживаат, го даваат максимумот и после не мислат на тоа што било. Да. Сега според мене е многу битно они да се запознаат со спортски психолог, за да не дојде нели она возраст 14-15 години, па сега јас имам одбивност од спортски психолог. Например, најмалите деца нормално имаат тренер. Како што имаат тренер, според мене треба да имаат и спортски психолог, чисто за да бидат запознаени со фактот дека спортскиот психолог не е баук, што би рекле старите, дека е тука да им помогне и да работи заедно со тренерот за нивниот спортски перформанс. Колку физичката активност помага да се намали стресот, анксиозноста, депресијата? Според мене, ако ме прашате, мислам дека тоа е првото нешто што треба да се аплицира, поготово кај луѓе што имаат високо ниво на депресија, на стрес и на анксиозност. И сега, знаете како, нормално ако имаме депресија, треба да имаме одредена доза на депресија за да нели индивидуите бидат физички способни за да може да делуваат, зашто имаме нели и ние клиенти што се депресивни, па не можеме никако физички да ги натераме нешто да направат. Но со одредена доза на стрес, на анксиозност и на депресија, физичката активност им доаѓа како, знаете, еден мултивитамин што се ние го даваме и симптомите се намалуваат, така најпросто кажано. Па јас имам многу клиенти што се справуваат со стрес, со анксиозност, со депресија. И јас за да ги мотивирам да влезат во физичка активност, знаете што им правам? Им давам домашни. Какви домашни? Зашто луѓето нели сега ми се депресивни, анксиозни, они не сакаат да вежбаат. Ама јас викам, добро, нема да вежбаме, ќе ви дадам една домашна, а тоа е сега во текот на оваа недела, додека ние не се видиме.
сакам да изодите толку километри. И они Мгм. кога ќе дојдат, и јас кога ќе видам дека тоа го сработеле, за наредната недела само им го накачувам, Мгм. односно им ја накачувам километражата. И ние доаѓаме од степен само да пешачиме, до степен да почнеме да трчаме, кој сака да плива, и така полека ги внесувам во оној процес на физичка активност. Да, тоа е навистина многу добра пракса. Да. Како неусетно на некој начин да се активира Да, физички. чисто да се активира таа мотивација, да се почне да се вежба. И тоа така суптилно да Да. не осетат. А кај лицата кои што ги имаат нели овие нарушувања, анксиозност и депресија, дали се препорачуваат одредени спортови кои што можеби нема да бидат толку тешки и захтевни за нив, или би било окей да се практикуваат сите спортови кај тие лица? Па ќе кажам, зависи од нивото на депресија, на стрес и на анксиозност, Мгм. тоа е број 1. Значи, они колку физички се спремни да навлезат во некој спорт. А број 2 е што индивидуата сака. Например, не можам јас да терам некој индивидуа што не сака да трча, а например има стрес на работа и ти речам, ама мора да трчате после работа, значи нивото на стрес само ќе го накачиме. Да. Така да се е тоа во договор со клиентот. Битно е да се почне некаква физичка активност. Мгм. А каква ќе биде степенот на јачината на физичката активност, секако се договара со клиентот. Мгм. Значи индивидуално зависи, Индивидуално, да. да. Сега ги споменавме и мотивацијата и самодовербата. Колку секојдневната физичка активност или 2 пати неделно поттикнува зголемување на самодовербата и мотивацијата? Па знаете како, еве вака најпросто кажано, луѓето што вежбаат, да кажем, имаат физичка активност, пред се многу подобро изгледаат од оние што не вежбаат. Еве ќе тргнеме од таму. Значи ако подобро изгледаме, а махинално се чувствуваме и емоционално подобро, нашата самодоверба е многу поголема од оние, нели, индивидуи што не вежбаат. Мгм. Така да луѓето што практикуваат физичка активност имаат доста поголема самодоверба, зашто исто така се чувствуваат многу спремни дека може да се подпрат сами на себе, гледаат дека многу подобро ги регулираат емоциите, па верувам дека самодовербата им е многу повисока од оние што не вежбаат ништо, а мотивацијата, мислам дека како степенот на вежбање и јачината на вежбање расте, така и мотивацијата, па дури и за завршување на секојдневните обврски некако ни расте. Некако сето тоа мене ми е поврзано. Кои техники вака од прилика се користат за зголемување на мотивација кај спортисти? За зголемување на Да, мотивација? Знаете како, пак е тоа индивидуално, но сега зависи што сакаме да постигнеме. Мгм. За мене е најбитно да имаат онаа мотивација за да го издржат тој тренажен процес, ние што го викаме. Мгм. Ако имаме таа мотивација, ако си зацртаме краткотрајни, па после долгорочни цели, е многу полесно. Мгм. А техники како техники, ќе кажам дека е многу индивидуално, зашто нели имаме спортисти што сакаат да одат на олимпијада и спортисти што сакаат да одат на, не знам, детски надпревар, па сега мотивацијата ја адаптираме во зависност од тоа. Да. Какво е влијанието на исхраната и животниот стил врз физичкото и менталното здравје? Колку влијание има тоа што го јадеме, да кажеме, за да имаме повеќе помалку енергија, да се чувствуваме посигурни во себе? Дали е тоа поврзано? Да, тоа и како е поврзано. Јас знаете како имам во главата кога зборувам за спортска психологија, имам еден систем на работа, а тоа е спортски психолог, тренер и нутриционист, физиотерапевт. Секако тие ми се поврзани. И сега сите врвни спортисти или пак оние луѓе што се во константен тренажен процес имаат тенденција да внимаваат на исхраната. Зошто тоа го прават? Пред се да се чувствуваат подобро, но и да имаат одредена доза на енергија за да може да ги обават тие тренажни процеси, а успати нели сите обврски што ги имаме во текот на денот. Сега кога тренираме и кога се храниме здраво, махинално имаме и добар сон. И затоа ви кажав, многу работи се поврзани, а исхраната е навистина една од најбитните работи за да имаме гориво во нашето тело за да може да ги исполниме сите физички активности. Да, сега живееме во некако брзо темпо на живот, брз начин на живот, ера на социјални медиуми, каде што нели сите се прикажуваат дека се среќни, задоволни, спортисти, познати личности. Како тоа влијае врз спортистите? На некој начин, дали тоа им ја намалува, им ја зголемува самодовербата, ги прави да бидат покомпетитивни? Знаете како? Медиумите, поготово сега можам да кажам Инстаграм за пример,
имаат многу позитивни, но и негативни работи поврзани со вежбање. Например, младите што немаат никаква тенденција да вежбаат, мислам дека до некаде се мотивираат. Односно, не знам, ги гледаме сега ние моделите, они стануваат од сабајле, прават шејк, нели облекуваат многу, многу модерна облека за вежбање и вежбаат. И некако младиве се мотивираат за тоа им, ако они се сликаат за Инстаграм, ама гледам дека некои почнуваат на вистина да вежбаат. Внимава дури на исхраната, пијат шејкови и сето тоа. Но знаете како имаме и група на млади луѓе што они се веќе во некој тренажен процес и они се споредуваат со тие во наводници модели на Инстаграм што ги гледаат. Значи они никогаш не се задоволни од нивното тело и секогаш се стремат да го достигнат обликот на телото на моделите што го гледаат на Инстаграм. И сега ако тргнеме од таа страна, никогаш нема да најдеме вистинска мотивација да вежбаме и никогаш нема да бидеме задоволни од нашето тело. Така да мислам дека е многу оваа тема на социјални медиуми е до некаде зезната, што би рекле младиве, зашто треба многу внимание да се обрне на кои аспекти од тие социјални медиуми ние се насочуваме. Да, затоа што има се што нели па сега не може сите да изгледаме така како модели. Така е, точно. Таа е реалноста. На некој начин тоа има работа на моделите да изгледаат така. Па добро, они не се представуваат во вистинско светло според мен. Да. Споменавте вие дека сте имале и повреда. Тоа знае некогаш да биде голем предизвик за спортистите, може да значи и крај за нивната кариера. Како вие како спортски психолог им помагате низ целиот тој процес да не им падне мотивацијата, полесно да закрепнат? Па знаете како, јас кога се повредив во тој период од мојата кариера ми беше најдобар период од мојата кариера и некако го достигнав мојот пик, што би го нарекле спортистите. Бев многу мотивирана, многу тренирав, давав се од себе, но повредата ми беше некако стара и се ја влечкав и ми се случи во најнезгодниот период од мојата кариера. Кога се случи тоа и кога сватив дека јас треба да се оперирам и дека 3 месеци не можам да газам на ногава, мене ми беше крај на светот, односно се ми се сруши. Бев многу депресивна, ви кажав во тој период изгубив и член од фамилијата што ми беше многу битен и бев некако во една црна дупка, ама црна дупка што другите не може да ја разберат. Знаете како? Например, јас ќе се видам и со моите другараки и они ќе ми речат: "Добро да, сега не можеш ти да тренираш, малце одмори си, шо? Биди малце дома." Значи цело време си во физичка активност, одмори си малку. Ви викам, дома најмногу ме сваќа, поготово мајка ми, зашто не знаеше тоа колку ми е мене битно. И сега јас кога седнувам од другата страна на столчето како спортски психолог, тоа ја што сум го поминала многу ми помага. Многу ми помага. Знам, например, од каде да тргнам. Например, има некои спортисти што пред се мора да се исплачат, да го изжалиме тоа, да изжалиме повредата, да ги исканализираме емоциите, па после да се вратиме на тоа дека мораме да ја кренеме мотивацијата, да најдеме зошто се враќаме во тренажниот процес, што ни е битно, што можеби оваа повреда за нас значи. Никогаш ако останеме во тој процес на јас сум повреден, разочаран сум, ќе останам во тој процес на разочараност, па може нели ќе вроди со некој друг плод. Да. Како уствари може да се стане спортски психолог? Која едукација е потребна? Еве да ги мотивираме младите слушатели кои што можеби би сакале да бидат спортски психолози. Така. Пред се треба да имаат неизмерна љубов кон спортот. Јас тргнав од тоа, да име тоа пасија. Потоа јас завршив општа психологија тука во Скопје на American College. Подоцна се запишав на магистарски студии во едно градче во Грција, се нарекува Трикала. Се мислев многу каде додам, дали Шпанија, имаше дури многу добри понуди за Лондон, но овде програмата многу ми се допадна. Се запишав таму, тоа беше нели уште 2 години од моето студирање, завршив и нормално никогаш нема крај на учењето кога станува збор за психолог и сега сум втора година на интернационалната гешталт програма и учам да бидам, односно да станам гешталт психотерапевт. Тоа многу ми помага, искрено да ви кажам, во комуникација со моите клиенти и начинот како да им пристап. Би сакала да ве прашам што е телесна дисморфија? Телесна дисморфија е нешто што се повеќе го има кај младите адолесценти,
во тој период некако од животот според мене се појавува, тоа е кога сме незадоволни од одреден дел од нашето тело. Значи сите мислам дека сме се соочувале со ова, поготово кога сме биле тинеџери, да биде јасно. Значи не ни се допаѓа можеби носот како ни изгледа, ушите, струкот ми е премногу нели или тесен или широк, па поготово машките немам доволно мускули, па вежба тука прекумерно пијат шејкови, што се не. Но ние, например, здравите, ментално здравите индивидуи, тој процес го надминуваме. А луѓето што се во телесна дисморфија остануваат во тој процес и им наштетува на секојдневното делување, односно действување. Значи, они имаат дури и голем проблем да излезат, не знам, во мол да си купат нешто, зашто сите мислат дека гледаат во нивниот нос, например, или дека се, што би рекле сега младите имаат еден збор, ме ругаат дека немам доволно мускули. Ама сето тоа е во нивната глава и ако тој процес не се надмине, да кажам, не се работи на тоа, и ако се остане премногу долго во тој процес, знае понатаму во животот да не спречува од многу битни работи. Дали сметате дека социјалните мрежи дополнително придонесуваат за овој момент? Придонесуваат и тоа како, нели зборувавме дека сите модели на Инстаграм поготово изгледаат совршено. Значи нема човек што изгледа совршено, ниту неговото тело што изгледа совршено. Значи ние колку и да вежбаме и здраво да се храниме и да спиме по 8 до 10 сати во текот на денот, не може да бидеме совршени. Така да младите гледам дека имаат тенденција да вежбаат за да изгледаат како моделите на Инстаграм. И сега што тука се случува? Значи тука се случува они да влезат во процес на фрустрација, да не си го сакаат телото, зашто никогаш нема да стигнат да бидат како моделите. И сега ние што пробуваме како психолози, поготоа јас како спортски психолог да ги научам, е дека мора да ги прифатиме нашите несовршености, да сватиме дека што и да правиме нема да бидеме совршени и дека тие наши несовршености не прават да сме уникатни и да сме совршени на некој наш уникатен начин. Најпросто кажа. Колку време трае тој процес? Зависи. Значи јас имам клиенти што се мачат со години со тоа. Зависи во кој степен, мислам, они дошле. Ако е нешто на почеток, па сега ние можеме многу лесно да го менаџираме, е добро. Ама има некои што, например, бидејќи така се чувствуваат и се стремаат да бидат совршени, влегуваат во многу депресивни епизоди. Или, например, се многу анксиозни, зашто мислат дека никој ги гледа кога ќе излезат и дека они не се совршени. Ако останеме во тој процес, е навистина тешко и многу млади не можат да си најдат ни партнер, ни партнерка, бидејќи самодовербата, знаете, се намалува. Да, тука го имаме и тој момент сега во последно време многу развиен тој булинг, кога некој е поразличен, нели знае често се случи и тоа, тој комплекс, ја што го викам, може да им настане и од тој период на булирање, можеби. Па да, баш во моје време сега тоа ми текнува дека јас како спортист на мене ми правеа булинг во школа, ама знаете како тоа беше некако се индиректно, можеби не знам до некаде се плаше од мене, зашто јас дури од мала имав поставено многу цврсти граници. И знаете како одам во школа и сега има периоди, поготово во средно, јас од Сабајле бев ослободена, одам во школа пливам, на тренинг пливам, доаѓам во школа и не знам, не ти е добро испеглана косата, не ти е скроз рамна. И сега види коса каква ти е, на хлор ти мириса целата, или леле колку ти се широки рамењата, па ти си девојче, не треба вака да изгледаш. Значи, машките така изгледаат, не треба не ти смета ова. И сакам да кажам, тој суптилен булинг, мислам дека го имаат сите, па дури и спортистите. Што спортистите се група на луѓе што се најнесватени, според мене. Да, затоа и најверојатно им е тешко па да работат и на себе, затоа што можда поминале низ таков период. Па дел може би ради тоа, а дел има спортисти што кога ќе станат, нели, професионалци во својот спорт и кога ќе достигнат одреден степен на одредено ниво, мислам да се добри, тогаш они нивното его расте и мислат дека се знаат, дека се можат, дека никој ништо не може да им каже. Така да поделени ми се спортистите некако. Сакам да ве прашам, кога не би избрале пливање, што би избрале друго како спорт? Како спорт? Да. Мислам дека кошарка. Да? Да. Имаше еден период кога ни ги затворија базените, нели нашата
нашето златно државиче, и на 3 месеци немавме базени, немавме вода, немавме ништо. И јас нигде никаде, мала бев, не знам, 5-6 оделение, се запишав на кошарка. Туку многу ми се допадна, знам тогаш јуниор беше клубот во кој што тренирав, туку ми се допадна, одев на тренинзи, бев многу мотивирана и ми ги отворија базените и си се вратив пак На назад. првата љубов. Да, на првата љубов, точно. За крај, дали може да ни кажете ваши совети зошто е важно да се почне физички да се биде активен и паралелно со тоа да се води грижа за менталното здравје? Па како што кажав, е многу битно да ги насочиме децата, младите, да почнат да практикуваат физичка активност. Реков дека физичката активност, според мене, е како еден мултивитамин за добро физичко и ментално здравје. Значи, прво ни е многу битно нашата младина да е физички здрава, да немаме никакви болести, а после, постепено, нели, да го намалуваме и нивото на анксиозност, на стрес, на депресија и да ги учиме младите да си го сакаат нашето тело и да ја шириме таа култура на body positive. Ева ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам и на вас. А вие, драги гледачи, не заборавајте дека преку физичкото здравје може да го храните и одржувате и вашето ментално здравје. Би сакала да ве потсетам дека можете да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор.мк. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор.мк на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот издиши се 15. Исто така, нашите пријатели од себеслужувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При резервација на разговор со било кој психотерапевт од нивниот тим имате 15% попуст. И за крај би сакала да додадам дека не сте сами и секогаш може да се подпрете на сигурно рамо, а тоа е она на психолозите и психотерапевтите. Тие со сигурност ќе ве насочат како да се изборите со сите животни ситуации.